Особена чест ми е да имам прилика за еве колку малку време ни дадува, меѓутоа се надевам дека ќе го пренесам целото мое задоволство и вредноста која Економскиот факултет Лјубљана ја донесе во мојот живот. Благодарност до сите професори, тука е нашата деканка Метка Текавчич. Да поздравувам сите и ви благодарам за прекрасните обраќања. Исто така би сакала да и заблагодарам на Мелита зашто ни олесни онаа комуникација која имавме со матичниот факултет додека студиравме. Јас сум во третата генерација на Економскиот факултет Лјубљана, програмата за менеджмент, мастер менеджмент и бизнис организација. И во тоа време учевме од нашите врвни професори кои што не само преку прекрасното знаење кое што го пренесува преку литературата, него не учеа од личниот пример и имав чест и да соработувам подоцна како претседател на Македонската асоциација за човечки ресурси и да видам дека сето тоа кое што не учеа всушност и го практикуваа во нивниот професионален живот, така што врвни професори апдейт или ажурирана или програма модерна која што изобилува со случаи, не учеа да зборуваме од личното искуство и да учиме од искуството на другите. И затоа би сакала да го пренесам моето лично искуство со Економскиот факултет Лјубљана. Зошто е тоа толку вредно за мене, која што во тој даден момент кога одлучив да се запишам како правник во финансиска институција, чувствував глад за нешто што се вика економија и менеджмент. И во тоа време дознав за таа програма преку Мелита и си дадов шанса за да отворам видици во една друга област која што верував дека ќе го прошири мојот профил. И навистина, ако смеам, иако не сум толку возрастна, да гледам да направам ретроспектива на мојот живот, можам да кажам дека точно таа одлука беше клучна да го дооформам профилот, кој што ми донесе кариера и во Народната банка како раководител на одделот за развој, да учествувам, односно да бидам водич во воспоставување на целиот систем за менеджмент со човечки ресурси во Народна банка, до моментот додека она личното лидерство и желбата за понатамошни достигнувања не преовлада и од скоро оформив своја консултантска куќа, каде што целото 20 годишно искуство во воспоставување на системи и присуство во едукативни програми, изготвување на проекти кои што се поврзани со Европската унија, кои што имаат за цел професионализација во повеќе сегменти на нашето општество, ме доведе во ситуација да почувствувам дека сега не повикува, точно како што кажа и претходните почитувани говорници, нашата земја да дадеме уште поголем придонес со нашето знаење кое го акумулиравме со текот на времето. Така што полето за докажување, откако ќе ги собереме сите алатки кои ни даваат моќ, практично точно тоа е една ваква формална едукација, надополнета со многу шорт-терм семинари, обуки на темата која што не засега во животот, да направиме напредок и личен развој, но исто така и некој импакт и во областа во која што работиме. Толку не би сакала да одземам многу од времето на другите, би сакала уште да ви заблагодарам прво затоа што се одзвавте на сите и професионални проекти кои што ги сработивме во текот на минатиот период, каде што можев да видам дека сте навистина и не само едукатори, него и бизнис лидери, и кои што имате голем сенс како факултет за тоа што се случува во земјите во кои што сте присутни, да дајете најголема поддршка така и преку делувањето на Македонската асоциација за човечки ресурси, но исто така и преку сите проекти кои што ги работиме заедно во доменот на вет програми за различни категории во општеството. Јас сум тука представник на една друга нова фела во формирање или коучи, професионални коучи. Тоа е нешто што го како примерот на нашите професори кои што ни го наметна чувството за потреба од развој да биде цело време присутно во нашиот живот, така што од HR менеджмент продолжи со 2 сертификации меѓународни за професионален коучинг, за да можам целото знаење од корпоративно управување да го пренесам како консултант и за развој на менаџери и на други компании и за трансформација на компании од аспект на консултантството кое што го познавам. Благодарам. Додипломските студии по економија ги завршува во Словенија на Економскиот факултет во Лјубљана. Меѓутоа,
се одлучува да се врати повторно во својата земја и постдипломските студии да ги заврши во истата институција, односно на Економски факултет Љубљана, но тука во Скопје. Се стекнува со титулата магистар по економски науки, млад човек, меѓутоа, кој што за кратко време оствари искуство, работно искуство и во Европа и во Македонија, и сега повторно е во својата земја и се труди да го унапреди семејниот приватен бизнис. Кристијан Ѓоргиевски, ќе го замолам да ја раскаже својата приказна. Благодарам Мелита, благодарам деканке Метка, чест ми е да сум денеска тука со вас. Нема да должам многу, на кратко ќе ја споделам мојата приказна и сум многу среќен дека сум дел од таа успешна приказна. Тоа е Економскиот факултет Љубљана. Имав можност да живеам 4,5 години во Словенија, пола година во Виена и потоа поради тоа што сакав да го напредам бизнисот фамилиарен, се вратив тука и ова беше одлична можност и шанса паралелно да се образувам, меѓутоа во исто време и да допринесувам за семејниот бизнис. Претходно работев во 4 компании, една во Соединетите Американски држави, една во Словенија, во Телеком Словенија, кој што подоцна ме пратија да работам тука во One, кој што исто беше дел од групацијата на Телеком Словенија, под капата на Словенија, тука во Скопје. Тоа искуство, тоа образование ми отвори многу врати. За јас да бидам дел од тие големи компании и за јас да имам пристап до такви добри позиции, мене ми требаше добра диплома. Оваа диплома беше дефинитивно клуч за јас да влезам до тие компании и понатамошно да се унапредам професионално. Многу често ме прашуваа зошто работам во други компании кога имам собствен бизнис. Мојот одговор беше секогаш јасен. Одговорот е дека за да водите подобро ваш бизнис, морате да научите и да искусите како е да се работи во други бизниси. Со текот на времето, секако се вратив пред 3 месеци да работам на сопствениот бизнис, кој што не е фамилиарен бизнис веќе 25 години во Македонија. Тоа е една од најголемите компании за организација на корпоративни настани и настани поврзани со концерти и фестивали, KLS Events. Дефинитивно ова образование ми помогна и ми отвори многу врати, така да сум многу среќен да го споделам тоа позитивно искуство, посебно поради акредитациите кои што ви ги нуди овој факултет. Во регионов имате многу факултети кои што нудат дипломи, повеќето од нив се приватни, некои од нив се и државни институции, меѓутоа ретко ќе најдете факултет каде што АЦАП акредитацијата и ЕКУИС акредитацијата ќе ги имате како дел од вашата диплома. АЦАП акредитацијата ќе ви ги отвори вратите во Соединетите Американски држави, а ЕКУИС акредитацијата ќе ви ги отвори вратите во Европската унија. Така да, споредувајќи ги финансиите колку би коштало едно вакво образование во Соединетите Американски држави, би кажал дека за ова што ви се нуди тука ова е одлична можност и би кажал дека дефинитивно вреди да учите, да бидете дел од оваа успешна приказна и секако, јас сега како член на алумни клубот во Љубљана, во иднина да ги споделувате вашите искуства. Ви благодарам. На оние кои што завршиле, сега им е лесно да говорат, нели? Меѓутоа, имаме и еден студент кој што е од таковната генерација, кој што се уште ни половина пат од студиите 2 годишни ги нема изодено. Михаела Ѓорчева е економист со 2 дипломи од 2 универзитета, од универзитетот нашиот државен Македонски универзитет и од универзитетот во Русија. Таа во исто време го менаџира издавачката куќа на универзитетот Свети Николе, при универзитетот во Свети Николе државни. Ќе ја замолам Михаела да кажа од изминативе 5 до 6 испити кои што ги помина и предавања, кој е незиното искуство и мислење, а во публика се исто така и уште неколку наши студенти кои што се во тековна генерација или имаат уште да го завршат својот магистерски труд, како и студент кој што горе на тамошните постдипломски студии ги има завршено и тие се нашата подкрепа. Михаела, повели. Благодарам, Мелита.
Значи, почитувани идни студенти, како студент со предходно интернационално искуство, можам да кажам дека програмата на Економскиот факултет Лјубљана има многу предности. Прво, затоа што се изведува на англиски јазик. Предноста на студирањето на англиски јазик е во тоа што веднаш се достапни најдовите изданија на светски познати учебници и истите се применуваат директно во наставата. Учиме од актуелна литература, работиме со практични примери и студии на случај. Професорите имаат поставено високи стандарди и можам да кажам дека се одликуваат со голема професионалност. Тие се исто така многу инспиративни и секој од нив е експерт во својата област. Има богато меѓународно и академско искуство, што е голема предност за нас студентите. Освен што се достапни за сите наши прашања, тие исто така се подготвени да ги споделат своите искуства со цел да ни помогнат да донесуваме подобри одлуки не само на предавањата, туку и на нашите работни места. Главната порака што сакам да ви ја пренесам денес е дека бизнис и организација е напредна студиска програма која ќе ви овозможи квалитетен академски напредок и усовршување на повеќе полиња паралелно. Сигурна сум дека студиите ќе бидат одлично искуство за вас и без сомнеш ќе ги добиете потребните знаења и вештини за понатамошен успех во работењето. Ви благодарам.